Тума на дете. Здраво, ми деца! Слушнав, сте прашувале зашто се слави Халоуин? Еве, сега јас ќе ви објаснам. Слушајте внимателно. Халоуин потекнува од стара келтска паганска прослава, што се славела на крајот на жетвата, на 31 октомври. Луѓето тогаш верувале дека на оваа ноќ границата меѓу живите и мртвите е тенка, па духовите можат да се појават. За да се заштитат, палеле големи огнови и носеле маски. Подоцна, кога христијанството се проширила во Европа, црквата ја вовела оваа вечер како вечерта пред денот на сите светци, кој е инаку на 1 ноември. Денес Халоуин е забавна традиција, особено во САД, Канада, Велика Британија и Ирска. Луѓето се маскираат во костими, украсуваат куќи со тикви, одат по слатки и прават забави со духови, вештерки и чудовишта. Интересен факт е дека тиквата со лице првично не била тиква, туку репка. Ирците почнале со репки, а кога се преселиле во Америка ја замениле со тиква, зашто била поголема и полесна за излабување. Ете, сега знаеш од каде потекнува идејата за тиква, а пак еве кој значењето на боите на Халоуин. Портокалова означува жетва и есен, а црна означува ноќ, мистерија и крај на старото. Исто така се поврзува и црната мачка како символ на Халоуин. Тоа е така, бидејќи во старите времења луѓето верувале дека вештирките можат да се претворат во мачки. Денес Халоуин е еден од најслатките празници, бидејќи со Trick or Treat се купуваат тони бомбони и чоколада. Оваа традиција започнала во Европа, кога во средниот век луѓе, особено деца и сиромашни, оделе од куќа до куќа, пиеле песни или кажувале молитви за мртвите, а за возврат добивале колачи или овошје. Хеј! А ти сакаш ли Халоуин? Се слави ли Халоуин во твоето место? Во што ќе се маскираш? Не ти е страф од вештерки и чудовишта? Среќен Халоуин и гледај го наредното видео на Умно дете. Довидување!